Ова е приказна во која сакаме да ги разбиеме сите предрасуди. Ова е емотивна приказна. Знаеш како не е лесно да оставиш дете од 2 месеца. Со болни сеќавања. Напати тешка за слушање. Ми сврта грб. Напати приказна вредна за насмевки и одобрување. Но дефинитивно е приказна која на крајот заслужува еден голем аплауз. А приказната почнува со едно 2-месечно женско бебе и развод на незините родители. Мајката се враќа во татковата куќа, ама бебето останува кај таткото. Неговите родители не го даваат на снаата. Сакав ми неа да ја земам, ама дедо и не ја даде. Ние ке ја чуваме. Ама како дојдовме од таму, од Козли до тука, плачејќи и она, и јас, и дедо, и деде плачевме, знаеш како не е лесно да оставиш дете од 2 месеца, а поготово ја дојаше. И тука почнува Голгота. Чукна на врата, каде е ќерка ти? Она излезена, не можеше да седи дома, разочарана. Отиди кај братучетка ми, викам не е дома. Што ти треба, Ѓули? Па да дојде да се потпише да ја дадеме у дом. Како дом ќе ти бараш детето? Некој луѓето одземат од дом, ти ќе дадеш свое дете у дом. Мачни биле деновите, кој да ја земе 2-месечната Сара. Каде да се даде, кој ќе ја чува и од каде пари за да се одгледува дете. Добро, излезе. Реков, отиде. Ама не помина 10 минута, ја донесе. Имавме ходник, у ходник машина за перење, ја оставил на машината. Ама мајка, кога ја виде, ја земала, зграбчила, ја се облекла, имавме некои јалишта стари од децава мои, ја облекла. И сега нема друго чај, он со една плата, кај можеме да ја чуваме? Викам, јас не можам со една плата дете без доење да го чувам. Па ајде ке одиме у полиција не може да реши наш случај, само социјалното. И ја вратиле кај дедој. Мајка му рече, ако ја донесете, јас у контејнер ке ја фрлам. Било ли тоа инает? Борба на кого му припаѓа детето или демонстрирање на тоа кој е во прав? Добро, стариот ти и мајка ја однеле. Дедо ја зема пак. Ја зема и ја оставиле. Они точно дојдоа дома, после 10 минута он дојде преко ограда, ја скокала ограда, 2 метра висока, во едне раце неа ја зема, со една рака ја скокала ограда, ја донесла, ама мајка ја слушнала нејзина плачење и излегла надвор. Ја земала неа и како Господи даде сила, едно 2 бокса ја го удрила. Он избега, додека излеговме ние, он се избега. Имавме и комши што дојдоа да видат што е работа, како може тоа да се случи така. Ама проблемите не престанале тука. Скокот со детето донело повреда, манифестирана со плачење без престан. И колку ви чашени, и ние ја зедовме и више не ја дадовме. Плачеше, знаеш како плачење. Немаше мир никако. Ни лекари не може да ја помогнат ништо. Ама кој знае, бањајки, сум ја бањала, видо ногата една подолга. Викам на ќерка ми, дете моје, детето не ти е јарно нешто, ногата не е јарна. Следува период од носење на корективно апаратче, кое баба и прерано го извадила. Жал ми беше вели. Одлука која подоцна ќе се покаже како погрешна. И кога се изгледало во ред. Па кога имаше 5 години, мајка се премажи, јас си дозволив да се премажи, да ти кажам. Рекол, па сега за девојчето јас реков, јас ке ти го чувам детето,
додека сум жива. Ке се грижам за неа како знам. Ке се снајдеме, јас и таткото ке се снајдеме, неа ке исчуваме. Не ја дадов ни на очув, ни на мачија. Знам како е кај мачија и кај очув. И затоа исчувавме со маки додека беше на работа, добро беше, ама после се разболе стариот. А кое е првото сеќавање на Сара од детството? Јас сум Сара Ибраим, имам 24 години и сум од Скопје. Работам моментално во Тинекс, како касиерка. Прво ми текнува моментот кога си замина мајка ми, кога се омажила. Дека многу ја барав. Дека ми фалеше многу. За мајка прашуваше, кај ми е мајка? Ако ние ја изчувавме, не колку да сме ние, оно мајка си е мајка. И тогаш беше со мене тетка ми, до моја седма година. И ме лажеше стално, ама нормално не може никој да ја замени мајката. Што и кажувавме, отиде на работа, оди на работа. Па до кога? Па мислев дека, искрено сега ќе кажам, мислев дека си отиде и нема никогаш да се врати као секој мало дете. Си отида мама и нема да се врати повеќе. Ти си сгрешила ништо и ради тоа си отида, не може да живее со тебе. Тоа си го мислев. И на почетокот мислам дека не доаѓаше мајка ми затоа што многу сум плачела кога ќе ја видам. Многу сум плачела и ради тоа не доаѓаше. Него бев поише со тетка ми, она ме зимаше кај што работеше тогаш. Ме зимаше, ме шеташе, поише време бев со нејзе, вујко ми, значи сите беа околу мене, свртени за да ја заборавам. А што е со таткото? Не знам, доаѓаше татко ми, ама многу ретко. Ја не го знам многу. Дали, значи, на мои 24 години, дали го имам видено, значи, преку сила 10 пати. И растела Сара, и може би била помалку свесна за тоа дека е поинаква. Ама кога тргнала во основно, се и станало јасно. Затоа и се повлекувала во себе и плачела, ама не пред другите деца. Дека јас не сум како другите. Сепак тоа влијае врз тебе. Пример, да ги гледаш другите деца како растат со мајка и со татко, дека со нив доаѓа. Ти, пример, сега, јас на почетокот се представував дека она ми е мајка. Ама на сите им беше чудно како може она да ти е мајка толку стара. А како се сеќава на грижата од баба и од дедо ѝ? Знам дека уште од мали нозе многу се трудеа за мене. Дека дедо ми идеше и земаше и пензија и значи све правеа. Јас гледав дека не е тоа доволно, дека и за нив треба. Ама многу се трудеа само за јас да бидам задоволна и да не ми фали ништо у секој поглед. Сеќавањето на детството е со насмевка. За добиените први лего коцки. Имав една кукла, дедо ми ја донесе од работа. Црна беше со плава коса, девелка. И исто така тетка ми донесе таму кај што работеше, она чистеше една куќа. И знам дека ми донесе оние лего коцки, ошарени бои. И стално играв со нив. А прашањето што сакала да биде, кога ќе порасне, ќе го донесе најболното сеќавање. И прашањето, дали му е лута на татко ѝ? Едно само си замислував дека ќе бидам самостална и дека нема да ми треба помош од никога. Не поготово од татко ми. Љута да се каже, не сум љута. Го закопав, не знам, мртов е за мене. Остри зборови. Затоа едноставно кога ми требаше највише ми сврте грб. Сакав да завршам школа и да запишам факултет. Не бев во можност. И они не беа во можност.
И до душа, откако Вујко ми отиде во Австралија, он многу поеше се грижеше за мене. Зашо и да ми треба. Ама тој период беше во фаза кога градеше куќа и не можеше баш да ми помогне, да се каже. Зашо сепак и он имаше свој живот. Јас го разбирам него. И тогаш, за прв пат во мојот живот, побарав од него помош да ме финансира за јас да можам да го завршам својата школа. Да успеам нешто. Да завршам. Сепак, додека израснав до 19 години, ни со цент ми нема помогнато. Никогаш моите не му побараа. Се снаоѓа од било кого, ама од него никогаш не побараа. И тогаш, прв пат за мојот живот, кога му побарав помош, ме одби. А после 2 дена, видов слики со неговото друго семејство, дека се ужива на одмор. И помина од тука, а не се ни сврта да ме види. Тоа болеше. Тоа многу болеше. А какво е однесувањето кон мајка ѝ? Не знам, мајка ми е тука и мајка ми е отворена со мене. Мајка ми кажа, значи, твое си е дали ќе ме прифатиш мене, дали ќе го прифатиш татко ти. Возрасна си, може да процениш кој е, како и зашто е, кој е крив, кој не е крив. Прашавме како таа би постапила да е на местото од мајка ѝ. Никогаш не вели никогаш, така животот кажува, ама јас не би да постапам како она, да оставам мои деца. Моето најсакано да го оставам, нема шанси, до крај ќе идам. Што посакува Сара во иднина? Не планирам да стагнирам само на една точка. Сакам да, не знам, како секој млад човек, сакам нешто повише да успеам, што се вика да бидам самостална. Јас сама да одлучувам за се. Мислам лично за мене. А ја прашавме и баба Чама. Што ја посакува на Сара? Среќна да биде, да си најде некој човек додека сме ние живи, да видиме со кој човек има работа. Ето, сакаме да биде се најубаво. Да си живееш живот скромен како ние што живееме. Сара пак имаше поука за сите нејзини врсници. На моите врсници, па може и има и постари од мене што се си водат самостален живот и не име грижа за ништо, да ценат тоа што го имаат. Зашто не секој го има тоа што пример они го имаат. Да си ценат и родителите. И животот пред се. Да не се замараат за други, зашто не знам, некој си го минува животот мислејќи дека се околу него е розова. Ама следуваат и тешки моменти кога најмалце ќе очекуваш. И за тоа треба да си спремен. И приказната повторно ја завршуваме со баба Чама. Па сега е полесно малку, ама сега е проблемот е што не можеш да најдеш човек како што треба да се омажи. Страби е да се омажи. 25 година не е малку. Ние на 22 години, јас на 22 години се омажив. Не е малку тоа и не е многу, кај нас е менталитетот таков. И може би нејзе и не е толку неопходна трансформација, колку што таа заслужува да биде VIP на еден ден. Таа е вистински пример за еден млад човек кој го одбрал вистинскиот начин за преживување и борба во животот, но со почит кон оние кои што ја одгледале. Одиме да ја запознаеме Сара и да ја кажеме дека го заслужила својот VIP третман на еден ден. Јас тука вака ќе звонам. Ај, вие ме снимате од таму. Здраво! Ние дојдовме да те запознаеме тебе и да
ти овозможиме еден вип третман на еден ден, баш како вип лично се чувствуваш. Дали си подготвена? Добро. Може, те чекаме да се спакуваш и да доеш со нас. Може? Еве, јас тука ќе чекам. Успат ќе ги запознам другарите. Може? Добро. Ајде да ги запознам другарите, да видиме што прават. Ајде ги се разбега. Зашо бегате сега? Зашо се сокривте? Вие мене ме снимавте, сега може ја вас? Ништо ми избегаа другарите. Со Сара ние сега ќе одиме да ни го приуштиме незиниот третман вип на еден ден. Еве си. Спремна си? Ајде. Значи вака сега, ние слушнавме приказната, нели, твојата. Еве ми ги другарите. Здраво, на тебе 24. Добар си? Добар си. Супер. Сега се снимаат преска, не сакаат да се снимаат. Ова е твоето мало, така? Да, тука порасна. Тука си израсната и веројатно супер си поминала со твоите детски денови, освен или онај тажен дел од приказната кој што го слушна. Сега вака. Нашата емисија се вика VIP на еден ден и ние обично им приуштуваме VIP третман, што значи комплетно, на личности кои што целиот наш тим одлучува дека тоа го заслужуваат. Што значи дека ти си одбрана да бидеш VIP. Да, значи ќе добиеш еден третман, буквално заради сите тие работи кои што ти се случиле во животот. И тука можеби ќе се запрашате зошто ја одбравме Сара. Дали и вие го добивте впечатокот дека станува збор за сосема нетипична приказна? Останавте затекнати позитивно од појавата на оваа ромка, на фактот што баба и дедо и ги всадиле вистинските животни вредности, на нејзините желби, идеи и поглед кон светот. Нашата емисија постои за да помогне, но и да биде поддршка на оние на кои можеби им треба мало подтурнување, за да ги реализираат соништата. Ете, затоа Сара заслужува да биде VIP на еден ден. Сара, ти ми кажа дека имаш здравствен проблем, зашо станува збор? Па имам сорбетот, дека сум многу висока. И ради тоа што не го донесев на, како се вика тоа, апаратчето што ми беше за кукови. И не ми се исправени нозете доволно, сепак имам некоја мала разлика. И од тоа рбетот ми пречи сега, пример, да ако стојам подолго време, ако седам на едно место, представува проблем. Нормално и на понормалните луѓе што се без никаков проблем им представувам, а мене ми е ептено на баш, пример, кога идам дома не можам да се исправам, укочена сум, имам болки. Тогаш да почнеме со трансформација, односно прво да видиме што може да направиме околу твојот здравствен проблем. Може така? Може, добра. Може да возиме? У драйв мод? Да. Спушти ја ручната. Само така тргне. Ние ќе да тргне. Аха. И како бе, кушни се само пуштам или шо? Да. Брате, не знам да ја возам кола. Значи само стискам на газ ли? Аха. Добро. Возам. Понекогаш и кочниците. Сара, добро ли возам? Кјути си. Јас сум иста. Сега? До тук. Тоа доста е. Не знаев. Добре, не. Шо направив? Не, добро, фала. Добро, Сара, жива си? Да, добра сум. Добро е што ја не возам колата. Готово, сме завршиле. Сега ќе да смениш. Сите работи ја ги покажувам по телевизија, така да ќе биде добро. Ајде, тој што знае да вози, дека се дојде да вози.
Од денес ја почнуваме рубриката Исполнете желба. Креирајте среќа. Ве повикуваме вас, компании, драги луѓе, хумани срца, да помогнеме заедно. Мајката Стојна и синот Милан од село Мршевци, чиј татко Раде починал лани на Нова година, ќе ги направи среќни само едно. Па стрекни што ќе ме направи? Па, не немаме купатило, би сакал купатило да имаме. По едно купатило да има. Да има кај да се бања. Тој ми е проблем најголем. И после се постепено ќе си дојде на своје. Потребни ни се плочки и санитарии, водоводџија, гипсмајстор и архитект. Пишете ни. Здраво! Како си? Уморна? Уморна. Јас сум Викторија. Сара. Драго ми е. Твојот стилист. Од стилистката ќе ги слушнеме советите. Како Сара да се облече за интервју за работа, како да изгледа гламурозно, а не нападно. За мажење, како што вика бабај. Што ти би сакала да носиш? Во што најубаво се чувствуваш? Во обично издание стрит. Во стрит стайл? Да. Добро. И дење и ноќе? Па не па. Окей, знам понекад и класика да облечам. Добро. Малку Дење? посвечано сакаш да кажеш. Не, значи класика као Класика. класика стандард. Добро. Не ќе многу шарливо, само нешто поедноставно. Добро. А за ноќе на пример се скачаме така знам по Нормално. Не сакам елегантно, него Добро. по стрит. Аха. Модерно. Добро, значи ја и ти отприлика сме слични. Како што мислам по муабетов, бидејќи јас баш мислам така преферирам. Сакам да го да ја задржам таа младешка нота и обично дури некогаш и во некои свечени пригоди знам малку да го спуштам нивото, значи да не сум предотерана, туку малку повеќе да личи на стрит стайл отколку нели. Да. Освен некаде кај што нели строго на поканата не пишува некој дрес код. Дека мора да е black tie, дека мора да е тоалета и така натаму. Добро. Ајде да разгледаме да видиме што има тука. Да пробаме 2-3. Јас секогаш на пример кога стилизирам некого, одбирам да речам 2-3 можни комбинации за да можеме да се најдеме негде на средина. Океј, може? Ајде да видиме. Ти си 36. Речеме по-офишал, може да се направи стајлингот да не е толку сериозно или ти како што го кажа теткински. Значи затоа сум јас тука за да го држиме тоа под контрола, затоа што генерално повеќето луѓе ја прават таа грешка, знаат да си додадат години плюс на својот стајлинг непотребно. Така? Меѓутоа тоа не значи дека не треба да бидеме професионални, дека не треба да имаме соодветен дрескод, така? Ти ми кажа дека не би сакала многу шарено да цветни не поднесуваш. Добро. Но ми кажа дека ми веруваш. Добро, супер. Значи сега јас ќе се обидам да најдам нешто што ми резонира со тебе, значи со годините, со тоа што ти ми го кажа, раскажа со тоа што јас го гледам. Така да ќе одбереме неколку парчиња и ќе пробаш. Може така? Ајде. Ова како ти изгледа? ...36 за нашата манекенка. Океј. Не е лошо. Не е шарено. Има некои цветни елементи, ама не се онакви цветчи, мислам како ти што бегаш од нив, а? Може? Ајде, да пробаме. Ова е нешто доста јут. Баш онака Ова да. age appropriate, соодветно за твојата возраст. Добро. Да пробаме и да видам како тоа ќе прилега на тебе. Влези си овде. Имаш ли некоја желба за коса? Вака гледам дека сакаш да бидеш светла. Ептен светла? Не сметаш дека може би треба некое потемно праменче во смисла да биде некоја тон 2 потемно од ова што го имаш 3, да не е многу темно, така малце да ја нюансираме, окей. А докаде ти е должината, можеш да ми ја пуштиш само да ја видам. Јас сум инаку асистент.
Така, добро. Значи имаш средна должина на коса. Добро, супер. Од ова нешто може да излезе. Многу убаво. Иначе, искрено ти кажам, онака баш имаш убаво лице и со коса, ако ти се стилизира добро, као Мерлинка може да личи. Даш. Леле, ама... Уште еден? Уште еден. Значи имам око. Ајде, влегувај, пробувај. И може да си правиме муабет. Кога ме гледа публиката, ако сама си зборувам, ќе си речат ова отеде со паметот. Добра си? Добро. Каде ви се градниците, оние што се за дропар? Значи сега дојдовме да одбереме чевли кои што ќе одговараат на фустанот кој што веќе го одбравме за тебе. Така да разгледаме, да видиме нешто што има интересно. Бројче имаме? Да. Добро, 39 ќе ни дајете да вие. Мислам дека овие горе се со како наврзување нешто накрсно, така како ремчиња имаат нешто во горниот дел. Добро, да видиме нешто. Мене ми оди чизма во глава цело време, но чизма која што целосно ќе биде прилепена за ногата. Да, тоа малце ќе даде еден, како да кажам, неочекуван, интересен лук. Обично секогаш девојките сакаат да комбинираат, да кажеме, еден таков фустан со некои класични високи подпетици. Меѓутоа, ако веќе се да кажам високи подпетици, тогаш сакам да има некоја игра. Значи да имаат или некое интересно закопчување, врзување, да се можеби нашнирање, даваат малку игра во целиот аутфит или пак можеби нешто неочекувано, како што се овие чизми ми се допаѓаат заради тоа што се темно сина боја. Мислам дека би можела да ги носиш и во други прилики, не те ограничуваат, а сепак ќе го задржиме тој еден младешки лук, окей? Ајде да пробаме од тоа 39 и од ова. I like it. Еве тоа е тоа. Не е класична салонка, така? Влезе? Мала, голема, точно? Супер. Преубаво. И ти како ќе изгледаш убаво? Одлично. Од денес ја почнуваме рубриката Исполнете желба. Креирајте среќа. Ве повикуваме вас, компании, драги луѓе, хумани срца, да помогнеме заедно. Мајката Стојна и синот Милан од село Мршевци, чиј татко Раде починал лани на Нова година, ќе ги направи среќни само едно. Па среќни што ќе ме направи? Па, не немаме купатило, би сакал купатило да имаме. По едно купатило да има. Да има кај да се бајнам. Тој ми е проблем најголем. И после се постепено ќе си дојде на своје. Потребни ни се плочки и санитарии, водоводжија, гипсмајстор и архитект. Пишете ни. Tenacium nae cotero velma, caro velma moquera me chave. Tenacium nae cotero
saber. Ai, róbale. Ai, chavalé.